денеска братски сестри, чуваме апостолот до римјаните, Евангелијата апостол Павле, кој гледајќи му ова неделна се толку. Како што слушнавте од апостолот го читавме, браќа, желба на моето срце и моја молитва кон Бога е Израилот да биде да имаат ревност за Бога, бидејќи им сведочам дека имаат ревност за Бога, но без правилно сознание. Прво, не знам дали некогаш сме го толкувале зборот браќа. Зошто го потребува апостол Павле браќа? За да покаже дека во црквата сме браќа и сестри, сите што сме во едното дело Господово. Ако има поблиска врска од братот и сестрата, тогаш сигурно би употребил апостол Павле и таја врска, но не познава нити животот, нити постоењето нешто поблиско од брат и сестра. Ама како стануваме браќа и сестри во црквата, а не раѓа иста мајка? Не раѓа иста мајка. Таа е црквата, затоа што во црквата се раѓаме преку крштенијето наново, обновен постоењето биваме во црквата. И затоа и со тие што не сме браќа и сестри во тело, во духот стануваме браќа и сестри. А многу е поважно да бидеме во духот браќа и сестри. Кога може би за некого дури да е излитен израз од брат, сестра. Меѓутоа тоа што значи? Тоа значи нешто најблиско. Од една утроба, а утробата е црквата која не раѓа. И затоа апостол Павле ги нарекува браќа, оние кои му се во родот негов еврејски, на колку му е објавено Светото писмо. Зашто не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не се подчинија на Божјата праведност. Исто како денеска говорик. Како после 20 века повторно истите зборови. Не знаејќи за Божјата праведност, денес по собранието гласа закони, мислат дека се праведни, ако не застаниш на црвено светло ќе те казнат. Може би е добро и тоа, но многу повозвишено е Божјата праведност. А тоа значи, ако го почитуваме Божјиот закон, тој закон го нарекуваме, може би остро звучи, спрема овие закони што денес ги гласа во собранието, секако е многу повозвишен. Меѓутоа и тој го нарекуваме закон, затоа подоцна ќе објасни апостол Павле дека тој е закон на благодатта и закон доброволно ако сакаш да го примиш. Ако не го примаш законот овој на црвено светло, да не поминуваш ќе те казнат. А овој Божјиот закон може да не го примиш со последици, нормално дека ќе имаш во животот последици одредени, ама на крајот крајштата нема да платиш, може да не го почитуваш воопшто. Затоа вели да биде определен, оне што верува, значи воопшто тој подлежи на законот, ама доброволно го усвојува законот
со својата волја, не го усвоила законот затоа што мора. Ние во општеството кое што живееме ги усвојуваме законите што мораме, не ги сакаме сите закони, не се баш по волја, ама мораме да ги усвоиме затоа што ќе имаме последици од тоа ако не ги направиме. Зашто Мојсей пишува за праведноста која е од законот. Се смета за законот Божи. Праведен човек станува ако го почитува она што Господ даде, декалогот, законот Божи. 10 Божи заповеди. Сакај го Бога и не убивај, не кради и така натаму 10 наред. Човекот што ќе го исполни ќе биде жив преку него. Значи, Господ не ќе има ниту една причина да се однесува спрема такви човек што го почитува законот негов, да се однесува насилнички или да му се осветува за нешто. Не. Тој што го почитува законот Божи, сака да каже апостол Павле, тој ќе има и благодатите Божи, наклоноста Божја. А праведноста од верата вели. Сега, едно е законот, ама друго е верата, што излезе подоцна од законот, зашто законот излезе во некое време преку Мојсеја, уште дека беше. Ама благодатта Божја се изли кога Синот Божи дојде на земјата. И сега се го поставува прашање, добро, овие Мојсееви правила не чинат, ти дека Господ ги даде, како мислите дека само кога дојде Исус Христос, тоа е добро, ова другото не е добро. Се поставувало такво прашање меѓу евреите. И за тоа одговара апостол Павле, праведноста од верата вели, да не речеш во срцето свое кој се искачи на небото, односно да го симне Христос или ќе слезе одесно да го симне Христос или ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христос од мртвите. А што вели тоа? А што значи? Дека тука сака да направи градација апостол Павле, што е поважно. Важен е законот. Ма ти исполнувај го законот до безкрај. Ако не признаваш дека Христос е Синот Божи, џабе ти. Зашто законот беше даден во ситуација кога требаше да се стигне до Христа. Сега, кога сме стигнати до Христа, а важен е законот, ама не колку Христос. Значи, што е поважно, сака да каже апостол, поважен е Христос, верата во Христа спасува, не само да речам верувам, зашто безсмислено да речам верувам, а ништо не правам согласно со верата. Верувам, ама се правам согласно со верата. Ако правам се согласно верата, тоа поголемо е целиот закон, како да го исполнувам. Затоа благодатта која се понуди во Исуса Христа и ни се нуди до наше време, е поголема отколку благодатта што ја примаат евреите. Не е дека евреите, мое скромно мислење дека евреите не престанале да примаат благодат. Без разлика, затоа што еднаш Господ која дава, тој не зема утре и по 20 векови. Ама дава градација во таа благодат. А ако, со други зборови, градацијата на благодата преку законот и исполнувањето она што го прават евреите и до ден денес, било единица, благодатта која се дава преку Христа е петка.
Тоа е разликата голема. Тоа е разликата меѓу христијанската вера и еврејската вера. Не дека евреите нема делимично правилна вера. Не може да се каже преку нив ние ја примивме вера. Меѓутоа немаат во потполност благодат затоа што не го прифатиле Христа. Вели, а што вели таа? Близко до тебе е Словото, во твојата уста и во твоето срце. Односно Словото на верата што го проповедаме, зашто ако со својата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Ето тоа е спасение. Дека дојде Христос и дека воскресна од мртвите, и со два збора тоа можеме да го кажеме. Може да има многу пишан закон и евреите го имаат тој закон, тој е Стариот Завет, го примаат, го почитуваат и тоа е се добро. Како што рековме, не убивај, не кради, не лажи, се тоа е во закон. Меѓутоа тоа е само дел, сака да кажа апостол Павле, тоа е еден дел кој можеме да го наречеме морален дел, ама не е само морало во црквата. Во црквата треба да израснеме до таа мера, она што, како што почнавме да толкуваме што значи браќа, да постанеме браќа. А тоа значи да не мисли човек повеќе за себе отколку за братот свој. Односно да не сака себе си да му е подобро отколку на братот негов, а тоа значи да не ги занемаруваме потребите на братот или сестра. Ете, тоа е повозвишено од се друго. Не убивај, не кради, не лажи, само може да го донесе човек до ова равниште, да го сакаш ближниот свој како самиот себе. Тоа е важното. Тоа спасува, со други зборови, сака да каже апостол Павле. Ова другото е подготовка. Векови наназад како да се добри, ако уште се убиваше, се крадеше, се лажеше, прво треба да се сузбијат тие работи. Не кради, не убивај, не лажи. Ама кога веќе тоа е намалено, тогаш одивме лекција повозвишена, а лекција повозвишена од моралното однесување како сооднесување е спасението. Затоа вели апостол Павле, кој верува во Христа, тој ќе се спаси. Верувањето, значи не е хубаво и тоа треба да секогаш да го доживуваме, да го разбираме. Не значи верувам и готово и ништо не правам и се најлошо правам во животот. Не. Верата наша треба да биде согласна, односно делата што ги правиме треба да биде согласни со верата. Тоа е возвишеноста која ние нуди ова посланица на апостол Павле и која ни дава и мок и сили да истраеме по најважните работи. Господ,